Добра вечер до сите наши гледачи и слушатели, добра вечер Македонијо, добра вечер Инстаграмџи, добра вечер Фејсбук фанови. Добро вечер до сите што не гледате и слушате вечерва за прв пат во нашето студио на тоа две гостинки. За прв пат плюс еден микрофон во нашето студио. За прв пат вечерва две девојки во студиото, многу професии. Да започнам од правник, докторка, две пејачки, чука на дајре, свири на гитара, каратистки, сите сме мирни во студиото, внимаваме што зборуваме, внимаваме што кажуваме, многу сме внимателни. Со друг збор, добра вечер за The Chicks. Кај си бе жаре, бе? Здраво. Добро вечер, како сте? Добро вечер, Ние сме добри. супер, фала што навикна. Да кажам дека ви благодарам и што ја прифативте нашата покана, дека една од девојките ни недостасува. Да поздравиме и Незе, за да не помислат дека The Chicks се две девојки, туку се три. Како сте? Ние сме супер, одвај чекавме да навикнеш, право да ти кажам, у емисијава. Да, стварно, локал патриоти сме и се што е велешко, си го сакаме и го поддржуваме. Така да се надеваме дека ќе имаме убава синергија у муабетов. Тоа сигурно дека ќе имаме, затоа и сме тука, нели, да се дружиме, да инаку да и внимаваме сите велешки артисти, спортисти да ни гостуваат, со тоа што не бидеме еден по друг, туку да ги разделиме за да сите можат, нели, да се представат да се видиме тука. Да. Баш ни е драго. Да. За почеток, The Chicks. Прво имене ми е како од каде името The Chicks. После 100 пати раскажување на оваа приказна, еве, 101-иот пат. И баш Јас имам слушното, ама сакаме да видим во тоа е тоа. Да, да ја Па интересно споделиме. е. За приказната пријател за за- другарот. Аха, си фатил нешто. Информирана. Тоа е нашиот кум, значи The Chicks имаат кум. Голем поздрав до Чоки. Чоки е локален лик, голем број на луѓето од градот го знаат, особено оние кои што слушаат добра музика. И еден ден ми вика: "Добро, ма Сандро, пали правиш бенд?" И викам: "Од кај знаеш сега?" Ти викам: "Ваа тројца го знаат." "Знам," вика. "И што, само жени ли ќе бидете?" И викам: "Браво, да." "Е, па The Chicks ќе се викате." Викам: "Чекај бе полека, абе ја не те прашав, ти кажувам," вика. За името не го даваме, тоа не е даш. Баш интересно. Име и презиме има кумото. За они што не го знаат. Чоки е добро. доста е. Чоки. Чоки поздрав до Да, тебе. Да, Чоки Сари, порано го држеше Таго Маго со сопругата Јасмина, продавница за музика на времето, нема кој велешанец не го знае тоа, така да. Така да го знаеме сите. Фала Чоки. Чоки. Да. Фала куме. Поздрав до кумот. Од каде е љубовта за музиката? Љубовта за музиката е нешто што е вродено и ти сигурно си го знаеш тоа, ти си актер, тоа е нераскинлив дел од битието. Сум си ја спознала уште кога сум била мала, слушачки сум ги доживувала работите, сум влегувала у бојата на тонот, сум размислувала за фреквенциите, мислам не сум знаела дека се вика тоа фреквенција, ама едноставно сум ги слушала гласовите на луѓето, длабочината, форма, сум си создавала некоја своја визија и така спонтано, значи како сум се развивала и ја како личност, музиката се повеќе се надградувала и станувала се поголем дел од мене. Тоа е моето доживување. И јас и кај мене исто беше вродено чувство. Од мала знам дека сакам музика. Сум слушала доста музика, некаде на 15 години почнав да свирам на гитара. А интересно е што до мој некаде 19 години всушност и никој го немаше слушнато мојот глас. Че јас никогаш не пеев пред луѓе, секогаш сама дома кога ќе излезеа моите од дома, си пеев со парфем некој. Си пуштав музика, да. Четка за фенирање. Дај што даш. Под туша викаат. Така да на 19 години прв пат запеав пред една моја другарка и она кога ме слушна ми рече: "Ти имаш талент, девојче, зошто не се пријавиш некаде?" И зема она ме пријави на Идол. Тогаш беше македонски Идол. И прв пат во тоа шоу јас се појавив и прв пат во тоа шоу запеав и прв пат луѓето го слушнаа мојот глас. Така да после тоа тој момент ме стимулираше да почнам да се занимавам со музика. Имав пред Chicks друг бенд, свиревме во Скопје некои 3 години. Потоа се формиравме Chicks. Можам да кажам и ја да се надоврзам сега на ова што го кажа Моника, дека исто јас од мала сум одела на хор, тоа ми било најблиско нешто што сум можела да го поврзам со музика. 11 години одев на школскиот хор до 8 оделение и у средна школа. После тоа, тука се запознав со многу локални велешки музичари кои што до ден денешен имам супер соработка и голем респект. Понатаму исто така 5-6 бенда пред The Chicks
претежно беа машкоданци и ми беше интересно со нив, ама предизвик е навистина да се работи со девојки, затоа што женската енергија си има некоја своја посебна и убава димензија. Сакаме да ја растеме, сакаме преку таа енергија да пренесуваме убави пораки кон целиот свет. Добро, тоа веќе го препознава народот, затоа сте и толку барани. Затоа сте и тука. Фала, Жаре. Да, како имате ли прво од најблиските од кругот на фамилијата, имате некој што се занимавал со музика, можеби се уште се занимава? Па јас не. Јас немам. Кај мене, тато, кога бил, да речам, средна школа, свирал на гитара, пеел, исто и мама, ама они не продолжиле сериозно да се бават со музика. Имам јас во фамилијата, од набава ми страната, некои балетани и пеачи, ама некоја подалечна генетика, али у секоја смисла, да. И за Наталија може да спомнеме за Наталија, дека она има завршено основно музичко, прв инструмент е пијано, иако во бендот свири гитара и бас. По потреба. Да, по потреба. Поздрав до Наталија, оправдано е отсутност за сите што не знаете. А како ги поврзувате професиите доктор, музичар, правник, музичар? Ви пречи едната со другата или веќе си имате направено што е додека сум на работа си е на работа, потоа и оставам работата зад мене и сум музичар. Да, па веќе подолго време овака се занимаваме и научивме некако да ги калибрираме тие две работи. Така да не ни смета, можеби некогаш пропуштаме нешто поради работата, еве вака немаме време некаде да отидеме. Меѓутоа во глобала се трудиме да секогаш максимално дадеме од себе и во двете работи. Така да мислам дека веќе имаме искуство како да ги менаџираме сите работи. Па полека од 2016, така беше, да. до денес, полека се си ги. Да, сме научили. Ама и дефинитивно има сериозни професии и музиката ни е место кај што можеме да си направиме убава канализација на енергија, да примиме многу инспирација, да се ослободиме од стресот. Ја на работа, например, цело време имам музика. Без тоа нема шанси. И мислам дека секојаш атмосферата знае да си земе некоја поблага димензија која има музика. Така да... Да, ма некојаш напорен ден со луѓе ви работата, нели, не ви е само... Некојаш има денови кога не ви е баш до музика, кога не ви е баш до настапи јавни. Па баш се напротив, или баш се случило во некои ситуации, ама баш напротив многу пати кога сме така на работа со премногу обврски, идеме на настап и тоа ни е како едно речарџинг, се полниме со енергија. Јас сум имала многу ситуации кога што било напорно на работа, идам на настап, се полнам со енергија, така да настапите ни се и на некој начин, да речем, и она што нас ни дава енергија, што ни дава мотивација за да правиме работи. Да, ма види, например, музиката ти е као лекарство. Например, кога ќе те боли желудникот, ќе се напиеш нешто за желудник. Ако имаш главоболка, друго ќе пиеш, разбираш. Да, треба да си најдеш диагнозата. Добро, тргнавме веднаш со The Chicks. Да ве запознаеме, бидејќи еве за името јас веќе имав слушнато за некои работи што знаеме за вас, за некој што не знае на пример какви сте биле во детството. Сакате да се навратиме малку таму? Може. Какви, не знам, глупости ви се случувале, сте правеле на улица, на мало, во училиште? Сакате нешто споделите со нас? Многу разнородни влијанија, многу искуства и кога бев дете секогаш си мислев дека во овој живот живеам 100 животи. Че стварно не знам со кој идентитет на Сандра да ти кажам како сум растала, што сум правела и со кој сум... Со најоткачениот идентитет. Немам поима, значи, не знам. Можете тек, мислам, и за двете важи. Нешто што ви се случило, не знам, сте правеле, не знам, можеби на професор некој, на некој соученик, на некој од соседството, нешто што сте му правеле, сте крадале кај си, како јас, например, на времето и така натаму. Да, па ве кој дете не го правило тоа, мислам, тоа е супер, така се расте, уствари. Тоа е дали имате такви интересни анекдоти? Па не, јас што може да ви текнат, може да не ви текнат. Јас суштина бев доста мирно дете. Ама пошто вежбав карате од мала и така знаев да се тепам, беше момент кај што имам помал брат и сестра и често пати кога некој нив ги задеваше, знаев да одам да го степам. Така да, сега веќе не тепам. Дали некој беа и боксерски вреки или не беа? Они па поретко, да. Беа некогаш, морам да признам. И они беа каратисти, така да имаше тука надпревар. И ти имаш помал брат? Да. Тебе како беше ситуацијата? Па јас, брат ми е помал, ама физички секојаш беше поголем од мене,
ама секогаш беше многу помирен и јас одвај чекав некој да го задре за да се степам. Значи двете мали Да, сме били. тој талент за под тепање. протекторат беше брат ми, да. Така бев многу заштитнички настроена, имав земено идентитет на поголема сестра. И он беше стварно многу мирен, а јас не бев тип што сака да прави проблеми, ама, например, бев тип што сака да се задева. Или беше тип што ги решава проблемите? Да, на свој начин. Јасно. 2016 спомнавме за The Chicks. Сакав ово малце, нели, оти многу од гостите ги прашувам, нели имаат интересни анекдоти што може и вас да ве подсетат, што не сте и помислили одамна. А 2016 која доби идејата прво за The Chicks? Тоа беше Сандра? На Сандра беше, да. Да, идејата се случи многу спонтано. Јас тој период ми беше онака да речам баналниот период во животот кој што мораше да се случи за да ја пораснам, тоа и да го мине секој. И завршив со претходните бендови, поголем дел од другарките ми се омажија, некој од нив заминаа за странство, за Скопје и почнав да чувствувам некоја неисполнетост, дека мојот потенцијал, капацитет не растам веќе. И у тој момент си реков, а само што завршив правен факултет и магистрирав, а едноставно немав љубов тоа да го работам у тој момент. И си реков, што е тоа, што доколку не би постоеле никакви правила, не би постоело ред и поредок, не сум била родена тука или не сум била родена у вој пол. Значи, едноставно, што е тоа што како суштество мене ме прави среќна? Сакам да пеам, беше одговорот. Второ прашање беше тоа со ова ќе биде ново искуство. До сега претежно сум функционирала со машки бендови, пошто рок-н-рол бендовите претежно се машки. Тешко е да најдеш девојка тапанарка или басистка, а многу е кул. Многу е симпатично. Многу е кул. И викам тоа е. Тоа ќе биде и поима немав кој да го барам реално, не знаев никој и само ми светна у главата како сијаличка дека знам една девојка, Моника, што ја имам видено на Идол дека пее еднаш. Не знам дали у градов, не знам дали е мажена или шо прави, тука ли е, не ли е. И пробав да најдам контакт од нејзе. И така, и се јавив по телефон и понатаму ја нека продолжи со приказнот. Да, а идејата за женски бенд исто јас имав оддамна, ама тогаш бев со машкиот бенд, свиравме со машкиве. И секој си викав, леле, колку сакам девојчињата и машките, некој знае да ме нервираат, да бидам искрена, се караат меѓу себе и некако секој си викав колку ми било кул да бидат само девојчиња. Кога ми се јави Сандра, бев во еден период кај што завршив факултет, требаше почнам со нова работа и не знаев што да правам сега, и понуда за бенд, нова работа, си викав ова ќе бидат големи предизвици, пошто со две големи работи треба да стартувам веднаш. И тоа многу случајно се погоди во ист период, значи кога се формиравме The Chicks и кога почнавме со настапи, беше периодот и кога почнав и со првата моја работа. И кога ми спомна Сандра, си викам ова е прилика што стварно секој сум ја сакала и нема шанси да ја пропуштам. Наталија е девојка што јас ја познавам од подамна и знам дека е стварно талентирана и дека свири на пијано, свири на гитара. И реков тогаш ќе ја побараме и Наталија. Имавме идеја и плюс некој да уклучиме во бендот, ама не знам, првата проба која ја направивме ние трите, имавме идеја да викнеме една девојка со мандолина, се сеќаваш ли? Да, ми текна. Да, така ама беше. Некако, не знаем, Она беше од друг град и беше помала, живееше во интернат. И она беше многу среќна и возбудена дека ќе биде дел од женски бенд. Ама некако тогаш дали не можевме да се ускладиме со тајмингот за проба и рековме првите 2-3 проби ќе ги направиме само ние трите, после ќе бараме и тапанарка. Не се откажавме од идејата за фул бенд. Ама толку беше, не имавме време, значи направивме 3 проби и ни се јави Бале од Драма, тогаш го држеше Драма и ни вика Сандра ќе правиме роден ден на Кафичов, дојдете да пеете. И ја му викам нема шанси, 5 песни само имаме спремно. Марија од Блонди, не знам кој. Soulshine имани и уште 2 These Boots Are Made for Walking и уште 2 песни, викам тие се, вика па толку треба, 5 вика ќе има 10 артисти, сите по 5 песни и вика тоа е тоа и викам ништо, ајде. И морам да кажам. Затоа што некако 2 гитари празно звуча. Ама беше настана што требаше. А пред да се случи Chicks, имавме бендови фул, значи со бас, со гитара, со тапани и звукот ни беше онака сериозен. И сега наеднаш
Ја, Моника и Наталија, дзрн, 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 викам, душ, ќе правим у паркот ли ќе свириме? На крај решивме Сандра да свири на тапани. Шаре, смеј се, доктор. Иако немаше никош во живот свирено на тапани, и земавме буквално еден добош, не знам од каде. Дајре добош, не знам неколку така делови од тапани, и направивме проба 2. Многу убаво. И како се Супер снајде? помина, одлично. Дури ја и Сандра, како тропаш тапани цел живот. Не знам, значи... Стварно беше многу добро. Си го замислив, Сериозно, си го замислив моментот дека сега се наоѓам пред една... И плюс пееше тој момент. И пеев пред кој? Пред 20 артисти од македонската сцена, популарни артисти. Меѓу кој Гуру Харе, не знам Игор Џамбазов дали беше. Не се сеќавам. Прв настап и сега. Прв јавен настап пред такви ликови уста. Прв. Всушност Да. нашиот прв настап воопшто Беше тоа. многу популарен настап, бидејќи имаше многу луѓе, имаше камери, имаше продукции, томато продукција веднаш не виде после настапот и онака као вау, браво, Мацео, колку томато време продукција. свирите. И ние викаме прв настап ни е во. И вика супер, вториот сакате ли да ви биде на плоштад На у телевизија, Скопје? на На телевизија. Викам тргна возов. А колку проби имавте претходно? Па не знам, сте спремени? неколку проби. Многу малку, 3-4, значи не знам, од 3 до 5 проби имавме Значи вие немате максимум. уствари простор да размислите, добро Не. спремни сме, не сме спремни. Па Името ни го буквално- наметна. Да. Настапот ви го наметна. Чоки кога ја даде идејата да се викаме до Чикс, Сандра ја спомна, ама некако уште не бевме договорени дали така ќе се вика бендот и се јавиле во меѓувреме да каже име и сега јас го гледам флаеров и читам да Чикс, викам чеки ова ние ли сме? Буквално беше. Да не така. забораваме да споменеме дека сте ребрендирани. Да. Тоа можете вие да си го кажете за тие што... Yes. Сега да беше Да. Наталија тука, она ќе го кажеше. Да, она е по маркетинг дел. Ајде да видим кој ќе ја замени Наталија деска. Претходно бевме да Чикс со ТХЕ, нели на англиски, меѓутоа имавме, не знам, може ги знаете Dixie Chicks бендот, што потоа го ребрендира нивното име во The Chicks, па ние моравме да го смениме нашето со цел да, затоа што, нели, оние технички проблеми на како да кажам, на Spotify, на Apple Music и затоа сега се ребрендиравме во The Chicks, со D, така да тие што сака да не најдат сега на социјалните мрежи и на YouTube, треба да кликнат The Chicks. А иначе интересно е дека Dixie Chicks всушност се американски, мислам, амерички бенд. Тексас, кантри така нешто, кантри. рок бенд. И то И се они три се три девојки исто девојки така, што е и многу едната од интересно. нив се вика Наталија. Значи они 20 години имаат кариера како Dixie Chicks и ние само што го направивме бендов и направивме да речем некоја репутација и не знам неколку илјади следбеници. Нив им текно е да го сменат името у The Chicks. Кој кажа вакво нешто? Зошто? Ја мислам дека имали инфо, па се Зошто? преместили. И ми е кутнаа првата страница со сите тие објави, слики, пошто ние не направивме некој бекап план, да речем, на видеа, на настани, кај што одиме фотографии, туку цело време директно споделувавме. И наеднаш не ја кутнаа страната од Facebook и неколку пати пробувавме да ја вратиме со образложение, со докази од кога ние постоиме. Ама Цуки нема разбирање. многу. Така да моравме да го направиме тој чекор, но добро. Добро, ма сега сите знаат. Нема ТХЕ, Да. Да. Т. Така да лајкајте не да ни се креде бројот на Алешани македонци, тука сте сите, слушајте, гледајте. А после тој настан, кога се видовте, кој ви беше разговорот? Како растуривме, ете збунети? Да, збунети бевме многу, всушност ние Среќно не ми се збунети. веруваше онака. Јас искрено кога требаше да свирам пред Гуру Харе, значи бев сега како јас ќе застанам пред Гуру Харе да свирам гитара, мислам тоа беше онака Тапанарот? невозможно. Тапанарот па мовете. Ја морав да бидам. Ти ме праша, не ти одговорив како се снајдов. Значи си реков другар. Сега замисли си дека се наоѓаш у некој space shuttle и дека има едно копче. Од тебе зависи копче овако. Го стиснеш црвеново, ќе се спаси светов, ако го стиснеш зеленово, ќе пропадне. Како на Матрикс. Да, ама таму е плаво, јас зелено. Добро. Креативно. Значи, сепак си го спасила светов. И решив дека морам да се замислам дека јас сум си Ако супер не светот, тапанар барем и прв бендов пат у го животот спаси. фаќам тапани. Значи си викам, човек, шо ти е тебе, бе, ти знаеш шо ти е, нормална ли си, се растураш, бе, а бе, Се растураш. самочувствие, уствари. Да, баш одглумив човек, одглумив. Ама
Добро одглумив. На повидок уште една професија. Може и во Велешкиот театар да ангажира Тоа викам. тебе. Прва љубов ми е актерството, пењето ми е втора. Значи имаш време, ти си почнала обратно некако, Да. ти подоцна и со музиката, сега можеш и со тоа. Да, Бенджамин Батон. Да не и даваме идеи, да не ги земеат улогите. Да, се растори бендов. Жаре, не при проблеми. А добро, после тој настап бевте во Скопје? Бевме, да. Да, Бевме и во емисија. кога дојдовте до првата песна? По првиот настап, колку време помина? Многу брзо, затоа што кога снимавме таму, тоа беше емисијата на Плоштад, на Маријана Стојановска водеше емисијата, и ни направија видеа кои што беа, мислам, лајв видеа, меѓутоа снимани со професионална Супер камера, ни ги квалитетни. ни ги дадоа тие видеа Ја, и ни ми ги се објавивме погодило на плюс. YouTube. И само што ги објавивме, тоа беше многу интересен момент, кај што само што ги објавивме тие видеа почнаа да не бараат низ цела Македонија. Буквално на секаде беше тоа, се нагло почна, не знам како да објаснам. 50 повика, значи Затоа што 30-40 илјади гледаност, не знам. Бенд од овој вид кој што излезе Викам, фактички. што правиме бе луѓе, немаме репертоар, бе шо е работа, а среќа, одиме у Скопје и ни викаат 5 песни ни требаат за емисија. Викам, фала Богу, толку јабе. После не знам после колку време Побаравте ли време од 50 да одберете 5? Да. Им се правевте ли? Не, немаш. Ние професионални сме, 5-5. Да. Да, кој ги кажете, немам проблем и одмитерам. Интересни беа првите искуства, затоа што првите настапи, посебно што ги имавме, пред луѓево да не запознаат, беа многу интересни, зашто ние не знаевме прво ни како ќе бидеме прифатени реално. И на првите настапи буквално растуривме, така се осеќавме, затоа што луѓето беа фасцинирани. Нема на слушното, ние трите заедно пеевме како трио. Луѓе, шо е работа? Некојаш Сите бевме енергиите онаку кои ќе се шок. поклопат, Многу резултира бевме со тоа. шокирани ние, човече. Не знаевме како да се однесуваме, мислам, стварно. Да. Добро почнавте. Убаво сте почнали уствари со првиот настап, песна, настап нели во Скопје, за оние што не знаат веќе албум позади вас. Да. Како дојдовте до првиот албум? Со тоа што разговаравме веќе за пред да почнеме со спонзори, како се снајдовте ете за бенд што прв албум вади, како ви одеше сето тоа? Првиот албум се случи преку Александар Истовски принц. Многу драг ни е, си го сакаме. Он не најде, правеше еден фестивал кој што се вика Од ребро до рок-н-рол. Всушност у превод значи дека женава дошла од реброто на мажот и стасала до рок-н-ролот. Тој фестивал се одвива во МКЦ и само жени настапуваат. И он ги собира сите жени што негде ги има сретнато видено и сам си формира некогаш бендовите, панарката од тој бенд со басистката. Да, или на пример го остава бендот, само го појачува со уште некој член. И со него имавме таква соработка, супер беше, и после тоа ни се јави еден ден, само што заврши фестивалот и вика: "Абе девојке, вика, ми се јави Александар Чекреджи Чекре, тој е македонец, живее у Шведска, сега пријател ми е долгогодишен, ми даде, вика, еден албум, сака да соработуваме, ама кога го слушнав албумот, вика, ја вас ве слушам унатре, не е за мене, за вас е." И он фактички не поврза со Чекре. Чекре иначе има соработувано со Дарио, мислам дека со Калиопи, со Тоше Проески. И така, Чекре дојде со сопругата во Македонија, имавме прилика и физички да се запознаеме. И така, мислам, ни прати матрици на песните, ни се допадна, се пронајдовме у тој стил. И самите си ги напишавме текстовите. На еден текст, на една песна само Принц е текстописец и после тоа се случи снимањето, кај Принц го снимавме. Така беше аудиото, кај Дино нешто работевме или не беше за албумот, беше со Принц. Ова беше снимано во студиото на Принц. Принц. А потоа Златко Симеонски Зеко од Дореми продукција, он го направи финалниот микс и мастеринг на песните. И потоа така спонтано течеа работите, сакавме да правиме една промоција на албумот пред ковид, меѓутоа случи ковид пандемијата, па малку ни ги измеша работите. Затоа што само што го финализиравме албумот беше моментот кога почна пандемијата. И немавме простор ништо да направиме у суштина у тој период од година дена. И баш се мислевме што да правиме сега, ни промоција можеме да направиме, не сакаме да го објавиме така. И прво имавме некој за време на полициски час интересен обид да направиме спот на една од песните со телефон.
па тоа да го измонтираме ние сами и убаво излезе. Тоа е спотот за песната Бакнеш. Понатаму почнавме да направивме уште неколку спотови, од кои што можам да кажам вака да го издвојам на Breaking Nights, кој што работевме заедно со Принц и со вашиот колега Исидор. Да го поздравим Исидор за тоа што Исидор стварно одигра феноменална улога во спотот. Како што нема и тој гледано, феноменален. тој што го нема гледано може да го види, пошто стварно е буквално филмски е спотот. Сега моментално во овој момент ни веќе имаме снимено спот и на уште една песна која што наскоро ќе објавиме, исто од албумот, а во меѓувреме се случи една соработка со Принц на негов албум, не покани да бидеме гости, тоа е песната Lover and Undercover, на кој што имаме и видеозапис, може и тоа да го погледнете ако не сте го виделе. Тоа е она фанк музика која што е во стилот на Принц, и тоа е нешто многу кул и нас многу ни се допадна, се најдовме у тоа заедно. Да. Сега супер звучи. Делот спонзори го спомна Жарене праша. Имавме една соработка, тоа не беше со албумот, беше пред албумот направивме една песна, Ах ти очи. Таа песна автор на музика е Сашко Костов, текстот е наш. И наш ли беше? Да, боите на љубовта, не беше да не направам некоја грешка. И тогаш имавме соработка со Витаминка. Отидовме, побаравме спонзорство, супер не прифатија, тоа беше како трајал период со спотот, супер излезе се. Ги рекламиравме Чоко Стоби Флипс. И бевме многу среќни поради тоа, почнавме да имаме некои идејни планови за во иднина, но се случи короната и они ни кажаа дека парите што ги планирале за маркетинг делот ќе ги приначат за нешто друго. Во тој момент и за жал ние го изгубивме спонзорството од нив на таков начин. Колатерална штета. И останавме со буквално со само финансирање, значи се што ние успеавме да заштедиме го вложувавме во спотовите. Понатаму, за концертот побаравме помош од општина Велес, фала им многу што излегува во пресред. Иако не се во целост покриени средствата со кои што ние сакаме да го презентираме албумот, ќе имаме и гости кои што ќе свират на нашиот албум, сакаме нели да ги испочитуваме со тоа што ќе им даеме хонорар или пак на пример имат други моменти кои што луѓето не го гледаат, ама во целата организација требаат тие финанси. Така да ако има луѓе кои што се расположени да вложат во музика или во некој бренд кој што почнува да расте и зема замав, ние сме овде и можат слободно да не контактираат. Ние ќе си посветиме убав дел од нашето снимање за 4 јуни. Сега, нели, го спомнавте вие, оставив баш убаво да си разговараме за тоа и да ги повикаме сите заедно. Тоа ќе го направиме подоцна. Со тоа што знам дека кога некој, како што кажавте и сами од својот джеп правиш нешто, кога гледаш дека има публика, дека млад човек застанал и твори, дека треба зад него да застанат, ама за тоа ќе разговараме подоцна и ќе се повикаме не само на велешките компании, но општо на македонските, па зашто е и надворот. Така е, фала ти, Жаре. Да, за песните разговаравме, имате и англиски песни. Дали тоа значи дека сакате во иднина да бидете на светските топ листи? Па всушност кога или дали сакате да извадите и англиски албум на пример? Всушност кога ги добивме песните, ние се договоривме да прво не знаевме дали да ги направиме на македонски и англиски. Меѓутоа реално дел од песните ни звуча многу подобро на англиски. Да, спонтано. И тогаш спонтано беше, не сакавме да се ограничиме. Како ќе ни дадат идеите и тоа што најдобро ќе звучи, така да го направиме. Значи да не форсираме нешто на некој јазик или некој стил што за на некој да му го направиме кејфот или буквално беше она така како се ние ги родија. чувствуваме, да. Едноставно. И едноставно така излегува песните. Поголем дел од песните звучаа приубаво на англиски, решивме да ги направиме така. И секако отворени сме и за надвор од Македонија. Наскоро планираме и малку повеќе околу тоа да се посветиме. Работиме на тој дел, да заедно со помош на луѓе кои што работат таков лейбл, маркетинг, да всушност ги испромовираме и надвор од Македонија. Следниот албум имаме сега во план втор албум да направиме. Исто со Чекре. Со Чекре да би го работеле и веројатно повторно би се фокусирале дел на македонски, дел на англиски, затоа што сакаме да имаме широка публика. Ние не сме ограничени денеска, фала Богу, можеш да буквално конкурираш на сите пазари, тука нема више ограничувања. Еве го објавивме и на Spotify. Да, самото поставување на Spotify е веќе еден исчекор кон... Така да се надеваме дека ќе ни донесе и многу повеќе од Македонија.
Јасно, затоа што повеќето од артистите веќе во нашата држава, освен на македонски, почнуваат со српски, нели, за Балканот да го освојат. Вие малку и level up и на англиски, затоа Ја одмодиме. Не, сериозно, амбициозно и убаво секогаш. Затоа и ве прашав дали вие во размисли за понатаму за англиски албум. Секако дека да, ние пред неколку години исто така имавме и настап во Германија. Во Фленсбург. Во Фленсбург, да. Не викнаа да свириме таму, во еден ресторан и навистина беше многу убаво искуство. Всушност тој беше момент што можеби не инспирираше, не мотивираше да правиме нешто и на англиски. Затоа што тука имаше гости претежно само од Данска данци и германци беа, значи свиревме забавна поп-рок музика. И свиревме песни на англиски, на шпански, нешто италијански. И луѓето беа фасцинирани. Ние прв пат јас во мојот живот се осетив како светска звезда. Дека некој те слуша. Идеја бара автограми да се сликаат со нас луѓето беа неверојатно искуство беше за нас. И ние у тој момент свативме дека имаме нешто. Не? Има нешто што ја привлекува и странска публика. Исто сме имале доста настапи во Македонија на фестивали, каде што имало луѓе од разни од држави од светот и ние сме биле многу добро прифатени. Тоа е многу интересно. И се случува многу често на настапи каде што одиме да има некој од странство. И гледаме дека луѓето многу не прифаќаат, дури да кажам не доживуваат и како некои светски звезди. Буквално тоа беше чувството. Па најчесто, знаеш, како сите што одат надвор од државата, уствари се повеќе почитувани отколку во самата држава, или ако отидеш надвор од градов си повеќе почитуван отколку во самиот град, за жал. Да, ма знаеш како, не е тоа и за осудување од причина што, например, овде се знаеме како растеме, се знаеме низ фазите кои што минеме сите. Едноставно, може луѓето не може да како некои подалечни роднини сме. Да, ама и тоа е сосема окей. Секојаш дома човек сака да се осеќа и дома. Можеби единствено нешто што недостасува е почита кон трудот што некој го вложува во нешто, ти кај нас секојаш знае да биде ај сега у таа смисла. Може и без пари. Единствено, единствено тоа, а иначе убаво е да се осеќаш дома и буквално да немаш некои бариери. Да, јас сум секојаш да се вреднува трудот, тоа и да се наплати нормално. А спомнавте Фленсбург? Имате интерес на случка? Можете да не кажете? Да. Јас ја разбрав денес. Прво беше интересен момент дека кога летавме кон Фленсбург се договоривме да облечеме 3 жолти јакни и носевме гитари на нас и изгледавме као сцена од некој филм дека испаѓаме стварно. Беше интересно тоа. Да, и кога стасовме у Фленсбург, прво влеговме во местото кај што треба да настапуваме и гостиве која влеговме онатре онака као вау, кои се девојки така име, тоа беше еден момент впечатлив за нас и после тоа ја сретнавме една госпоѓа Олимпија. Да. Од Битола. Се шетавме низ Фленсбург опуштени после со гитари на нас. Со гитарите, да. Јакни се шетаме низ Фленсбург, низ градот. Низ Фленсбург, онака, знаеш, ново искуство, ново доживување, сакаш се да пиеш, да упиваш, вака и само некој вика чупиња, чупиња. Кам боже, воа некој чупиња, вие ли сте? И ни се вртиме и Моника не знаевме дали нас ни вика или не, се вртиме трите. И женава трча, вие ли сте од Чикс? И ние трите се гледаме збунети. Вика, слушам, вика неколку дена за вас се зборува дека ќе дојдете овде. Па специфични жолти јакни со гитари. Да, не познат. Интересно беше, мислам, кај би очекувано сред Германија, да. Каде освен Германија имате настапувано надвор од Македонија? На едно караоке во Швајцарија имаме настапувано. Бевме приватно да се зезаме еден викенд Франција, Швајцарија. И бевме кај едни пријатели и не однесоа во еден бар кај што пиевме пиво, јадевме пица и вечерта многу беше интересно. Седиме и мине еден дечко и само ни остава ливчиње. Викам, шо е ово сега? И пишува, напиши песна. И ги прашам, шо е работава? Вика, па вечерва ќе има караоке, вика, па да пеете и така. Многу интересно, кај да одиме на следи музикава. Па имавме планови реално да свириме на некои фестивали надвор од Македонија. Меѓутоа пак ќе кажам со ковидот се измешаа работите, затоа што со авторска музика веќе друго е, нели, кога имаме наша музика и плюс имаме песни на англиски, можевме да конкурираме на некои фестивали. Ама ете се случи ова со ковидот, малку се, нели, беа рестрикции околу патувањата, така да не успеавме да го реализираме тој план, ама во иднина навистина би сакале. А имате понуди, јас колку што знам имате за Холивуд, Њу Йорк. Сега за тоа нешто споменете. Си знаеш, Има нешто, да, имаше. Се случи спонтано, имавме
една конекција и една личност ни пиша мејл од Холивуд. Тој беше словенец кој што работи за холивудска продукција и прави филмови. Буквално има соработувано со Селин Дион и со Ријана, со таков тип на артисти. И ни понуди една песна. Он конкретно сакаше да таа песна биде отпеана на Евровизија. Но ние му кажавме дека кај нас начинот на бирање на песна за Евровизија оди на друг начин. И он рече дека добро, во ред, тогаш може во некој друг фестивал, кој што е на пониско ниво, бидејќи нели Евровизија се смета дека е на највисоко ниво, да. Ама во моментот одлучивме дека нема да го земеме тоа не во обзир, туку дека можеби не сме доволно зрели за да се покажеме на правиот начин и затоа ја одложивме таа соработка, да речам. За понатаму, можеби на некои луѓе тоа ќе им звучи чудно, и за Њу Йорк понудата исто беше така, значи беше огромна понуда. Навистина не би сакале да откриваме сега некои детали, ама ни понудија да одиме преку една светска организација, да ни извадат визи, да бидеме во Њу Йорк одредено време, пример 20 на дена, и да одиме на некои поголеми настани, манифестации. Само што исто сметавме дека сакаме малку да се почувствуваме поплодотворно од своја страна, дека треба да дадеме повеќе, да имаме подобар бекграунд, сами за себе да се чувствуваме позрели и тогаш да ги тие конекции искористиме. Да, ма сепак е вредно да се спомене, затоа и го спомнав, затоа што веќе некој слушнал за вас и ве контактирал не било кој. Разговараме за светски луѓе, така да вредно е да се спомене, затоа сакав и да го кажеме. Сакате ли да ни откриете интересни анекдоти од вашите настапи? Па има интересни моменти од нашите настапи. Не знам од кај да почнеме. Почнете, имаме време. Од крајот, како од крајот. Ljubично од почеток. Не, од крајот. Почнеме го одмотуеш вака. Што последно ти иде работа? Не знам, чеки да ми текне што имало. Жаре, дај ме маце, буцни ме. Шал, не. Па не знам, еве, имаме кажано приказната за нашите пријатели од Кина. Тоа беше еден интересен момент кај што на еден наш настап дојде една група на кинези кои што работеа на автопатот, ако не сум грешка, така беше, и беа сместени во Свети Николе. И на наш настап дојдоа, не нашле на Facebook некако, виделе кај настапуваме и дојдоа на настапот и ние баш ни падна чудно, гледаме на една маса кинези седат. И дечкиве дојдоа, ни пристапија, се запознавме, се спријателивме со нив, почнаа да идат со нас на настапи, тоа што они работеа преку недела, викенди беа слободни и им беше многу интересно да идат кај што ние настапуваме. Така имаа можност и да шетаат низ цела Македонија. И многу пати не возеа на настапи, ни беа како шофери. И тоа беше интересен момент, одиме ние трите некаде со кинези. Да, они беа наша генерација, помлади. Да, бе, супер, бе, едноставно зеле проект да работат тука и во еден хотел кој што беше руиниран претходно, го реставрирале и таму живее, буквално беа отцепени од светот. И интересно беше што едниот пријател ни кажа дека барал акустичен бенд, пишал акустик гитар и му дало, да ние сме имале некој хаштаг, например The Chicks, акустик бенд, нешто гитар, поима немам. А и со Моника после излезе дека имаат еден заеднички пријател и му дало Нир Свети Николе, Велес, у драма ние настапувавме. И кога дојда, кам мајко мила, што е работа сега? Делегација цела, ама не на еден, на неколку настапи ние ги гледавме, што не можеш да не ги забележиш. И после тоа им пристапивме, беа сосема окей, би се многу фини луѓе, не поканија да еднаш на кинеска храна во нивниот хотел кај што живееја, си има кувар од Кина што е дојден само за да им готви. Сака да ни покажат дека кинеската храна е многу различна, традиционална од таа што ние јадеме кинеска, бидејќи тука е приспособена за македонски пазар. Па после ние ги однесовме на Велешка пастрма Илија, фала Богу. Нормално. Видоа што е Оро како се игра и игра Оро и кажаа дека они имаат нешто слично или можеби идентичен танц на народно Оро, така нешто, да. Па така нешто, не сеќавам добро. Не учеа и кинески да зборуваме. Со храната спомнавте, јадевте нешто чудно, нешто... Па беше чудна храната, морам да признам. Беше чудна, ама... Не јавте некој глувци. Не беше уопште наш вкус. Ја им реков, само кучиња да не видам на маса. Ама видам пети. Чувам едно, да не е моето. Не, и после карате, марате. А имате интересни случаи, не знам,
сепак станува збор за убави девојки, атрактивни девојки, некој од публиката нешто ви дофрла, сака да ве допре, сака да ве не знам да ви Кјотекот одма какво да карате. Не знаат сите дека карате имате Имало, тренирано. да, имало ситуации. Што се случува? Викаш обезбедување? Па имам еднаш викнато обезбедување, да. Тоа беше таму настап кај што на бината, од до бината имаше некои скали и јас како свирам, гледам некој влече за рака, се вртам 20 мажи околу мене се наредиле, деле мене паника ме фати. Мислам свирам, онака ми гуват концентрација и барам обезбедување, се вртам на сите страни, гледам еден од обезбедувањето трча ги избрка и застана тука и не Миру смеша куќи. никој. Да, имало Имало ситуации, многу такви ама Беше ситуации. интересно, пошто не беше еден, беа 20 мажи околу мене, мислам. Ама знаеш како нас, имало, например, да. тоа не ни е интересна случка за да ја споделиме, реално мене ми е онака ми е кога ќе се случи нешто такво ми е ужасно, се викам деве луѓе, бе аман бе кај живееме, мислам стварно некако научив да имам огромна бариера и таков ми остар погледот викаат, така ќе Сечеш? кренам веќе. По принцип, некако и не дозволуваме да ни Да, пристапуваат. да. Тоа е многу добро што имаме некој став, еве ние сите три например на настап, да не дозволуваме такви ситуации да ни се А и случуваат. воопшто сакаме, например, да си ја фокусираме енергијава на настапов и пред настап не сакаме многу да правиме муабет, значи идеме се местиме, па после настапа кога остане простор време да се видиш со тие луѓе кои што ти ќе ма си нели, одлучиш да бидеш. Не зависи секогаш се од нас Да. или од вас, нели? Секогаш ете гледаш има од нигде никаде Да. кај дојдете повлече. Да, ма претежно имало, одиме не и со пријатели, тапанари, например, Машки или не возат имало, шофери, да, имаме си. другари, другарки, така да безбедни. Ретко одиме на настап сами. Значи Да, секој Не, не да. станува збор за небезбедност, туку нели секакви ги има Да, може. да, има А, има, ситуации. Затоа какви говорам за дали ситуации имало има, такви ситуации. бурлески. Пораки имате непристојни од ете така, ќе дојдат ќе ве гледат, ќе ви пишат после нешто. Има како не. Да, Има. има. Се почесто и почесто. Па претежно ја, например, личен мојот став не одговарам или ќе пишам нешто кај што стварно онака ќе се укопа човек. Моника е тип кој што она оти е докторка и смета дека треба на луѓето им пристапува со некој пристап како демек ебе Сандре па чекај пациент ми, ама чекај вака, нема чекање. Значи, мислам дека треба тоа да го прифати и од Не, нема Од врска. правна страна, Не, у смисла дека сака ти си полиберално у смисла ако некој ти отвори комуникација, ама ако на пример наслутиш дека има некои маниакални пориви или Па нормално тоа Да. веднаш се Се Не зависи кој, но ако го познавам, секако дека нема да се правам јас дека сум нешто што мислам дигната и да не комуницирам, ама зависи која е намерата. Ако Да, видам да, дека да, има некоја апсолутно. намера што Апсолутно, е надвор од да. тоа што е може има пристојно, проблем, некој нормално докторката дека- треба да го Да, знаат да ги помогнат. користат тие Да, знаат работи. да ги користат и знаат тоа да е пристапат. тоа уствари. У суштина знаат да пристапат како да бараат Помош, Да, у па да се смисла, нешат. а Узмуват. потоа да излезе дека всушност други им биле да, намерите, да, така тоа да сум имала уствари многу сакам да пати го такви кажам, ситуации. али имаме нюх да го препознаеме тоа оддалеку. више А вака Со по искуство. нели гостувате по социјални мрежи, имате читано за вас коментари како The Chicks, имате прочитано можеби негативни коментари, и ако сте прочитале како влијаат на вас. Да. Да ти кажам право, Како јас гледате на тоа? сметам дека секој човек има право да размислува. Многу е убаво кога човек размислува, кога дава свое мислење, ама не секогаш размислува. Има луѓе кои што паушално кажуваат нешто. Така да, едноставно, јас кога читам нешто за нас, секогаш се одвојувам како да сум некој гледател на филм. Едноставно се трудам и убавото и неубавото што е можно помалку да ме допира, затоа што јас си е мој филм. Например, како да кажам, една компарација. Порано ќе дојде 1 април или прочка и сега сите сакаат да се преправат во лепотици, убавици. Ја, например, сакам да бидам поима, немам, вештерка. Зошто секој ден можам да бидам убава и дотерана? Например, тоа ми е филмот у моментов, са ти не ме разбираш. Исто и со музикава. Ти од кај знаеш ја шо порака сакам да испратам. Битно е ја да сум реална, вистинска и искрена у тоа што го праќам. А И таму да кај што уживаш во тоа, да, тоа дефинитивно. Не, Може не, сакам не да допираат испровоцирам такви некој. работи. Али не, допираат. немало до Не, ти секогаш толку. особено тупа ние сме во немало моментов некој- станати плугачка нација, така да затоа Да. и прашувам ти често го има тоа. Немало толку многу. Значи, знам дека некош стварно сум читала за секакви работи, меѓутоа за нас многу ретко, мислам имам сретнато некои
аспект, некои коментари што на пример мене не ме допреле. Ама не се воопшто. конструктивни, нема што да те нешто, подобри. ако е нешто што е конструктивно, што знаеш дека ќе препознаеш дека е тоа така и сакаш да го промениш, тогаш јас го прифаќам. И ќе работам на тоа да го променам без разлика за било што и да се работи. Ама ако е нешто што Прво знам види го дека не е профилот тоа на така, човекот, дали има кредибилитет. Да. Например, дали е на адекватно место даден тој коментар, кој го прашал, пример, дали стварно дали влие, дали ме расте мене тој коментар. Тоа е Што дали ми конструктивно, значи? ти може некојаш да ти даде Да. некој Да. коментар што може би е во право. Најчесто Ако да. ние ги прифаќаме тие коментари. Мислам сите три Ако сме се тој тип на човек, ако се да. конструктивни Да, и ако сакаме да навистина се не подобрува. подобрува нас и сватиме дека чеки малку да, можеби ние ова не сме го согледале, некој друг од страна го согледал, ние го, на пример, имаме пријатели кои што нас не критикуваат, ќе дојдат и ќе речат, слушајте, сметаме дека воа треба да го подобрите. Секогаш е потребна критика, да. како рекеш. Нашата фамилија, пред се нашите фамилии почнувајќи. Значи нашите фамилии се најголеми критичари. Професорот по Вадиме пење. нешто, професорот по пење и така натаму. Значи вадиме ние нешто и нормално прво го пушташ на свој блиски и на родители, на семејства и секогаш има коментар. Никош не ни викаат браво супер сте. Секогаш има као ми се допаѓа, ни Само Ако бабите викаат ми само викаат браво. браво, Само супер бабите. сте. Ако ви викаат само браво, нешто не е во ред. Не е во ред Бабите нешто. викаат. И нашите и тугите. Ако го спомнав анекдоти, знам за да ве потсетам за некоја анекдота што јас ја разбрав, на пример во Охрид, некој танцувал пред вас многу интересно. Дали на тоа нешто ви текнува? Леле, тоа беше многу јако. Ние настапуваме на 2 јануари беше. Или на 1 Не јануари. можам да се сетам. На многу. после 31.12 бевме во Галактик во Радовиш Да. и после другиот ден бевме во Охрид на 1 јануари. Во Ау, да, еден текна се. така елитен ресторант, баш онака. И настапуваме, ама некако сите беа културно уредно седнати. Немаше, например, атмосфера за џускање, за забава, туку така. Ме разбираш што ти зборува. Апсолутно. И сега, само стасува еден тип, ама толку расположен, среќен, насмеан, со пивото, игра вака на кај нас. И ја викам, знаеш, здраво си, викам, бој е газдата сигурно или е некој поима неам, Може со некој... ден поздравува. Стварно Гост. не, така се делуваше ко ова е мое, уживам, супер ми е. И знаеш, здраво, супер, и он продолжува да игра, сега луѓе го гледаат малку чудно, ама нема врска, игра, и ние се смееме, убаво, мислам, интересно ни. И едно време кога почна на коленици да легнуе на земја, Да, мислам тоа беше. Се свириш и си викаме, тука Нека да е веќе тоа погодила не е музиката. газдата во... И уште една случка за разбрав, тоест ми кажа, за исто во Охрид, на Глисер. Мочила за сонце на кого му имаат паднато, не од вас. И тоа ми е интересно, вака што ми споделија и е интересно мислам да се слуша. Ју, Сега, ју. не кажам. Ние имаме многу добри пријатели од Охрид што ги запознавме на настапи и баш би сакале да ги поздравиме затоа што секогаш кога сме во Охрид, тие луѓе знаат толку да не почитуваат и да ни изненадуваат, некогаш сме се погодили за наши родендени па ни донеле торти, ни изненадиле. И многу е интересно што секогаш кога ќе отидеме таму ни спремаат некои изненадување. И бевме тогаш останати цел викенд во Охрид и еден од пријателите ни вика, имам утре изненадување за вас, ќе не ви кажувам што е, утре да бидете во толку и толку часот на пристаниште и идеме Носите ние таму. купаки. Да, носете купаки, идеме таму и они изнајмиле некој приватен глисер и дојдоа, зема пијачки, јадење и слично. И еден пријател беше со нас. И така интересно си поминавме пошто нормално сите си пие алкохол, тука се поднапија да кажам и пријателов како возевме со глисерот, му падна на очарите, имал некои скапи на очари, не знам. И ни вика, и сега сите се забавуваме и само вика, стоите сите, и ние вака го гледаме. Ми падна на очарите, враќате се да ги бараме. И ние А го ние гледаме, сред езеро. како може да се вратиме назад да ги бараме на сред езеро. И ајде, пошто не можевме се разбереме у тој Да. момент, на крај свртевме со глисерот. Барем ги најдовте ли? Ми излезе дека се во неговата ташна, Ги ама најдовме, да. али не во езерото. Барем сте се интересно. дружили. Да, да. А како Да. се најдовте во пливачка школа? Како да. аниматори и професори за Супер, браво, гитара, бе, за... Жаре, бе, Жара мора да многу ме информиран, пофалиме. стварно. Супер сте, леле. Чотек не јадам од каратистките, ете пофали добри. Не, сериозно, како се
Како се запознавме? Многу спонтано, значи свативме дека ние така функционираме, не може кај нас да се планира, секојаш е многу поубаво не се планира. Одиме во Скопје Моника да си купи гитара. Или Наталија, ти си купуваш гитара, да. И одиме во која продавница бевме? Нешто кај Мими музика, да. И викам, ајде да види ја гитарава и тука доле викам имаме една пријателка, колешка ми од факултет, држат еден кафич, нешто као ланчбар, ај викам да се симнеме ке нешто да јадеме. И она вика важи гитарата, значи само што ја купи гитарата. И ајде се смињеме и со гитарата доле. И како си, шо си, се немаме видено 5 години, шо има ново, бендов супер, леле, журка, ајде сега и свирете ни една песна, ова, она. И ајде тука се распеавме, се зезавме малку. И нејзин браточет вика, бе, чекајте, вика, ја имам пливачка школа, вика, сега вика ќе правам летово камп на деца, ги носам, вика, у Грција. Може сакате ли да ни бидете аниматори, вика, една недела, вика, се ќе ви биде од нас платено, вика, само да дојдете да ни помагате у делот и да, мислам, имавме обврски у смисла да им правиме приредби, мистер, покажи што знаеш, јас имам талент, маскенбал. И ни беше многу забавно. И додека така, на масава прв пат се гледаат луѓе, се гледаме сите, падна договор, тргаме у Грција. И па од Грција, па после бевме у Бугарија, у Банско на скијање. Исто со нив, у истава режија, после тоа уште еднаш отидовме у Грција. И после тоа веќе некако се случи. Ковидот, да, и немавме 2 години. Не сме биле, ама пак ќе одиме, сега се слушнав пред некое време, можеби пак ќе се организира. Ако им треба и аниматори машки, ние можеме сите тука да се пододиме и ние да одиме у Грција. Ќе те предложиме, Жаре. Да, верувам дека ќе биде супер. Не секојаш убаво со деца, особено па на плажа, верувам дека имавме дечиња од, мислам дека од 6 години до 14-15 години. И беше баш убаво, наистина убаво се конектиравме со тие деца, им беше многу забавно, со нас ги учевме на гитара да свираат, да пеат. Едни дури имаше интересно што кога имавме маскенбал, 3 од машки дечиња се преправија во The Chicks. Леле, многу се јако скроз. Во наши алишта и Значи сега имате фанови од баш од најмлада популација па до Мини Чикс. Да, па тие деца уствари се поголем дел од децата сега се во ова како се викаше, дајте музика децата што се. Тие се децата. Значи дајте музика до Чикс. Да. Сега сакам да ако нормално вие сакате се вратиме на 4 јуни. Како сериозно го кажете. Па сериозно е за мене затоа што па е голем настан. Да. За вас и за нас нормално. Да им се обратите на сите, да им кажете за што станува збор поточно сега, да си одвоиме убави минути и за сите што сакаат да помогнат во тој настан и општо за да помогнат и да застанат позади The Chicks. Да. 4 јуни во договор со општина е датум кога ние The Chicks ќе направиме промоција на нашиот прв авторски албум, насловен Travelers. На тој албум ќе присуствуваат гости како наши пријатели, односно тие ќе ги свират инструментите, бас, сайзер, тапани. Ќе има прилика да се гледаат и видео записите, така ни е во план. Се да не откривам се. Може само да кажеме дека освен што ќе ги пуштиме видеозаписите кои што веќе ни се објавени, на самиот концерт ќе направиме промоцијата на новиот видеозапис на една од песните од албумот, кој што досега не сме објавиле, така да ќе го искористиме тој момент да биде воедно промоција и на самиот видеозапис. Инаку концертот, како што кажа Сандра, тоа ќе биде прв наш концерт со изведба на нашите песни од албумот, ќе биде промоција на самиот албум. И ќе биде од 20 часот во амфитеатарот во Младенскиот парк во Велес. Се надеваме дека ќе има поголема посетеност од нашите локални сограѓани и од нашите пријатели од другите градови, бидејќи стварно воа го правиме пред се за нашиот град. Имавме прилика да правиме промоции и на други да кажам, познати места, но за нас најбитен е моментот Велес. Ние од тука сме и сакаме од тука да го направиме првиот таков голем чекор. Па зошто да не потоа исполнување на градски во Скопје и така натаму. Па здраве Боже. Да, сите се надевам дека ќе дојдеме, јас сигурно ќе дојдам јас, зборам за останатите, да го направиме помасовен тој настан и тоа да, е едно од најважните работи, но други поважни работи за мене се во секој проект, вклучувајќи го и
Тоа е тоа за секој што може да помогне, што сака да слушне убава музика, добри вокали, да подпомогне тоа да трае, да не запре. Значи да не биде од 2016 до 2060 е супер некој да застане зад некој и да рече да, јас бев од почетокот до крај со нив. Да. Да. И затоа тоа што се, например, некогаш да може да каже, така да упатувам апел до сите да застанат зад млади и успешни луѓе, да подпомогнат во сите проекти, да не бидеме секогаш скептични во се што се започнува, туку да го поддржиме на секој можен начин. Фала ти, Жаре. Исто се однесува и за вас и за сите проекти што ги правите. Стварно, ова што го правите е многу интересен покрет, ке речев, движење, затоа што гледам дека младите често пати го споделуваат и го коментираат настрана од социјалните мрежи ова што го правите. Фала ви и јас ви посакувам да имате повеќе одзив на спонзори, ни требате, затоа што ние сме тие што имаат идеи, ама ни треба некој, нели, тие идеи да им даде живот. Затоа сме тука, нели, да Дефинитивно. си помогнеме сите заедно за да направиме нешто, не мислам добри Да. нешта и за А тоа државата не и е за многу, градот. Да, не е да. тоа Не многу. станува збор за, не знам, огромни финансии, станува збор за Да, помагање на некој начин, така Да. зошто да не застанеме. Еве, еден од нашите помагатели за вас спреми изненадување, сладкарница Крем кафе, ако сакате да се заблажите. Па, демек на диета, ама не, се зезам, Ќе мораме обавезно. да диетата да да и те сочно кршиме се. изгледаат. Повелете Да, да, да се Фала многу. заблажите од Крем кафе. Фала. Чекај малку на докторка. Обично Еве, јас вика, вака ти помогнам. набавата блакце на докторот париче. Париче да бодат. Наистина ова многу вкусно Ама и парите ќе си ги делиме, не само благо се. Еве еден од Ќе го спонзорите пробаме. што препозна нели нешто во тоа е Крем кафе, се надам ќе уживате во Супер. блачкото. Ова е наистина добро. Кој нема пробано да отиде да го посети, Каде се наоѓа точно? спрема гимназијата Кочо Рацин. Секој препорачува. Одлично. Навистина. Лешник. Додека се заблажувате. Што ни подготвувате следно? Може би после ова нови песни имате или како што кажав англиски албум, може би на српски јазик, не знам што, имате нешто што веќе се подготвувате за понатаму? А прво сега да го најавиме нашиот следен настап, тоа е на 14 мај, ќе биде во Сењор Труково Неготино, така да секој кој што може да дојде и сака да проба убава мексичка храна, да ужива во еден мексикански амбиент, тој наистина многу убаво го доловиле. Собствениците на локалот, сакаме да ги поканиме да дојдат. Следно, она што правиме, мислам дека е следно нашиот концерт, тоа што во меѓувреме ќе имаме некој... Имаме пред нашиот концерт, можеш и ти тука да се уклучиш. Да го Имавме најавиш. покана од нашиот локален актер Жаре, кој што е водител во оваа емисија, да бидеме дел од едно случување. Кажи повеќе ти за тоа Ни случување. следуваат убави денови во нашиот град во Велес. Сакам да упатам апел до цела наша Македонија. Правиме фестивал на комедии кој започнува на 19 мај и трае 7 вечери. Ќе заврши на 28 со стендап на Тино Јатанас. Значи ќе бидат вклучени велешка представа, прилепска представа, штипска, театар комедија со вардарски пастови, не се клади на енглези, странци од драмски. И ќе имаме чест да ни пеат и да Чикс една од тие вечери, да се забавуваме и да се дружиме заедно. Така, На фала наше многу. Фала ти. огромно задоволство. Ни е драго што ќе бидеме дел од тоа, на 27 не покани да настапуваме. Тоа е петок. Така, па после следува 4 јуни нашиот фестивал, ова Промоција. концерт промоција. После тоа имаме неколку настапи, но ќе имаме и некои приватни патувања настрана од земјата. И нешто што би го споменале сега е дека во почетокот на септември имаме една понуда за соработка во Швајцарија да снимиме музика со еден наш колега. Па ќе видиме, работиме на тоа, ја развиваме идејата и ќе видиме, се надеваме дека ќе излезе плодотворно. Јас верувам дека ќе излезе. Фала ти. Актуелна ни е Евровизијата. Дали се гледате можеби за неколку години на таков настан? Па, Знаеш можеби. како, Евровизијата е интересен настан, но единствено нешто што многу ме оттрга од идејата за Евровизија е тоа што нашиот народ некако секогаш е свртен со омраза кон тој настан. Не знам, пред неколку години
почна тоа многу интензивно да се чувствува како енергија. Секој артист што ќе биде избран да оди на Евровизија, секогаш околу него има река од негови коментари. Мислам, јас не викам и се прават и киксови и гафови, сега тоа во ред, ама не го прават тоа само нашите артисти, го прават и други, само ние фокусот го ставаме на тоа. И искрено предизвик е човек млад да се замисли дали сака да се појави таму, затоа што може навистина кариерата вака да му отиде, а стварно може да е најголема глупост. Па еве со актуелно случување не мислам дека девојката сакаше нешто лошо да направи, ама едноставно малце се случуваат некојаш работи што... Не знам, се променат некои работи, може би размислувале во тој правец. Да, не дека тоа е исклучена варијанта. Не сме размислувале баш на таа тема. И доколку би имале шанса, не знам, веројатно во моментот би може би Златна Бубамара ми е поинтересен настан кај што да. Имаме настапувано на Макфест. Макфест е, на пример, исто фестивал кој што ние упочитуваме и тоа искуство на Макфест ни беше супер. Така да од фестивалот не треба ни да запре, зашто да не секоја година. Да, тоа се навистина фестивали кои што треба се негуваат, затоа што за на пример се многу значајни за артистите, за промоција на нивната музика, па и да добиеш некоја награда, тоа е навистина голем стимул. Ние добивме награда за најдобри дебитанти во 2017 на Макфест. И реално тоа беше стварно стимул за нас. Тоа што ние прв пат се појавивме на Макфест, да освоивме награда и едноставно гледаш дека некој го вреднува тоа што го правиш и е од големо значење за еден артист. Така што спомна Сандра, Сашко Коце, Франко и Златна Бубамара, зошто да не? Да. Може. Тоа би прифатиле. Сандра си посака, само вие треба да го направите тоа. Да се материализира. Да. Што би им порачале на нашите гледачи за самиот крај? Имате ли нешто да додадете, можеби нешто што не ве прашав, нешто што сакате да си кажете? Секојаш има што да се додаде. Нешто што ви лежи на душичката, сакате да си го пренесете сега? Имаме ли нешто да додадеме? Да мотивирате некој што се размислува дали да започне со музика? Јас би сакала прво да ги поздравам сите пријатели наши кои што не поддржуваат. Имаме многу пријатели кои што теков на нашиот процес како што растеме како Чикс ни се голема поддршка, што не возат на наши настапи, кои што се секогаш тука покрај нас и навистина сме им многу благодарни. Сакаме да се заблагодариме на нашите фамилии што реално не поддржуваат многу. На публиката која што ни дава неизмерно љубов кај да отидеме, значи тоа е тоа што не стимулира у суштината, што не води напред, да кажам. Кога ќе видиме дека сме прифатени од публиката, знаеш дека тоа е тоа и дека правиш нешто добро. Сакаме се заблагодариме на медиуми што имаме голема поддршка, на медиум како вас, на подкастов Тоа е тоа, што не викна да бидеме гости. Благодарам и вас. И што друго да додадеме? Ја би додала дека настрана од музиката, никогаш не дозволувајте да ве обесхрабри туѓото мислење или сомнежот, стравот, старото искуство. Едноставно, сакајте се себе си и пробувајте у животот. Нема грешки, има искуства, се учи низ тоа. Животот ни е даден за да пробуваме. Животот е генерална проба за што не знаеме и ние. Ама, дефинитивно, особено и не само на младите, и на старите луѓе, им посакувам да си наоѓаат елан, мотив и да знаат дека и они се вредни. Оти обично луѓето знаат вредноста да ја видат во некој настрана од нив. Многу пати знаат да ни дојдат луѓе и да ни кажат супер сте, преубави сте, и јас кога ќе се трудам назад да им дам коментар у смисла и ти си супер, и ти си убава, и ти си паметна, и ти знаеш, и ти можеш. И стварно верувам ја у тоа. Например, така сум калибрирана да го гледам убавото у луѓето и мислам дека поради тоа што го гледам убавото, сум го видела убавото и во себе, само го соопштувам надвор. Тоа е. Види го, земи храброст, вдиши и извади го надвор, кажи го што е. Исто да не ги обесхрабрува тоа што велат кај нас не можеш да успееш. Тоа е некако коренето во нас, не знам, било што и да сакаш да направиш, ќе ти речат ајде не можеш да успееш. Значи ние сме имале такви моменти и нас ни велеле одамна дека ние нема да можеме да успееме, посебно кога знаеле дека веќе сме одбрале некои други кариери, да речам. И кога јас кога сум зборувала за музика, луѓето ме гледале несериозно, како ајде што се занесуваш. Ајде која ќе ви помине сипаницава. Да, баш онака. Помине ова ти е некоја. Меѓутоа кога искрено сакаш нешто и кога тоа го правиш од срце, има луѓе кои што тоа ќе го препознаат. Кога ќе го калибрираш патот и кога ќе знаеш точно каде се движиш и активност и превземаш активности да ги оствариш своите цели, ја верувам дека секој може да ги оствари. Така да секој кој што има љубов за некаква
да речем уметност, музика, без разлика, нешто што Било што каква еве кај нас креативност, да или? речем се смета дека не може да успее и тоа го демотивира, сакам да им кажеме дека тоа е голема грешка. И секогаш да си ги следат своите соништа и секогаш да знаат дека тоа ќе биде препознаено и дека ако навистина го сака, тој го работат, секогаш ќе успеат. Да, вербата чудни врати отвара. Што не ги знаеме и тоа уствари авантурата у животот. Ако знаеме се унапред како ќе биде и ако се планираме, Не би било интересно. да. Тоа е тоа дефинитивно и дефинитивно да се грижат луѓето повеќе за своето здравје и физичко и ментално. Да се сакаат себе си, Да да се се сакаат сакаат, другите, да. да се сакаат ближните, Да, дека има љубов. да, поискреност малку повеќе би посакала. Сите тоа би го сакале. Да. Сакам да ви заблагодарам што ја прифативте нашата покана, уживав со вас во овој, не знам, час и нешто. Сакам да ви посакам сите ваши замисли да ви се исполнат и во наредна сезона да дојдеме зошто да не за најава на втор албум. Фала ти, Благодариме, Жаре, Жаре. и ти си супер и цела екипа сте супер, фала ви. И ние се надеваме дека ќе растете и вие, така да Си растеме сите заедно. така е. За самиот крај од четвртата епизода на втората сезона подкаст Тоа е тоа, да ве потсетам сите на 4 јуни во Младински во Амфи. А за самиот крај да слушнеме и некои од песните што ќе ги гледаме и слушаме таму. Повелете, девојки. Silent words, another breakdown. Can anybody see my sadness, my soul? Child of mine is a little tired here without you, without your light. I want to feel the way I want to be. Better, am I still alive? Wrecking nights in the shadows, what am I scared for? Never more expectations, never more. I want it all. I've been searching for love. I want it all. I've been searching for love. Woohoo! За самиот крај сакам да им заблагодарам на нашите спонзори и помагатели, без кои не би биле вечерва овде и не би биле со нас The Chicks. Atlantis Invest Group, Сладкарница Крем Кафе, Декорас, Кеги Моби, Дореми, Унистар Трейд и Интернационал Палас. Медиумски покровител Batali.net. Останете со нас и во наредна епизода.